Нема потписна договор ниту за минимална плата од 600 евра и раст на сите останати плати за 100 евра, ниту на колективниот договор, со кој административните службеници треба да добијат 40% покачување за 2 години. Владата и синдикалците ги фрлија ракавиците и понудите, но се чекаа на различни адреси. Првиот човек на Сојузот на синдикатите на Македонија, Слободан Трендафилов, вели денеска во 9 часот во просториите на ССМ не се појавил представникот на владата да се потпише на двата договори. Приоритетите очигледно на владата се сосема други и затоа не се појавија денеска. Да зголемат минималната плата на 600 евра, да ги зголемат сите останати плати за 6000 денари, како и да ги зголемат платите за 40% на вработените во управата. Од владата најостро реагираат на како што велат обидите за создавање лажна слика за социјалниот диалог. Средба помеѓу премиерот Мицкоски и синдикатот на УПОСК има во четврток. Не знаеме кого Трендафилов чекал, сместувајќи се во празна сала, но едно е кристално јасно. Социјалниот диалог за нас е сериозна и одговорна државна политика, а не средство за политички театари и парадерство пред камери. Јавноста треба да знае дека средбата на премиерот Мицкоски со представници на синдикатот УПОС е закажана и ќе се одржи во просториите на владата во четврток во 16:45 часот. Од владата не прецизираа дали ќе има средба и за барањето за раст на минималната плата, а синдикалците пак реагираат и на понудата на премиерот за раст на платите на административните службеници за 40%, под услов да се укине општиот колективен договор. Вела тоа би значело реално намалување на платите за околу 21,8% за над 130.000 вработени во јавниот сектор. Ако имаме во предвид дека X или 12,6% што не им ги дадоа минатата година и Y 9,2% кога што е порасната просечната плата оваа година ќе дојде до износ Z или 21, нешто проценти, тоа значи дека премиерот бара укинување на методологијата која ја ужива тој како функционер просечна плата по коефициент за сложеност само за да не ги зголеми платите на работниците, или во парички кажано, тоа ние од Сојузот на синдикатите на Македонија истакнуваме дека значи ќе им земат 3 парички на работниците, а ќе им дадат една. Од УПОС се децидни дека нема откажување од веќе стекнатите права со општиот колективен договор. Вела дека не е фер да се стават вработените во управата и правосудството на кантар, некој да се откаже за друг да добие. Се надевам дека со премиерот ќе најдеме заеднички јазик, меѓутоа треба да знае дека она што се од негова страна што се кажува дека треба да се откажеме од некои веќе стекнати права што го имаме потпишано со Сојузот на синдикатите на Македонија, дека тоа немаме мандат за тоа, одлучуваме. Како што кажувам, тоа е стекнато право по општ колективен договор. Се надевам дека знае премиерот дека УПОС таму во тој колективен договор не е потписник. Тука може да се откаже само Сојузот на синдикатите на Македонија, а не синдикатот на УПОС. Синдикалците за неделава најавуваат блокада на институции за почеток на пратениците и собранието. Велат доколку се нема слух за нивните барања, веќе имаат одлука за генерален штрајк во јавниот и приватниот сектор.